Почитувани, дозволете на овој последен амандман и на некој начин нашата последна шанса да го убедиме заменик министерот, односно да го убедиме мнозинството во парламентот да најдеме фер решение за студентите. Зашто го бараме тоа? Затоа што имаме реален проблем со иселувањето на младите од државата и не знам на кој начин ќе ги задржиме ако не најдеме соодветни решенија за нивните проблеми. Конкретно за амандманот. Во член 1 став 7 се менува и гласи: Владата донесува одлука за утврдување на висината на трошоци за сместување на студентите во ставот 6 и изнесува 9000 денара месечно и за превоз на студентите од став 6 во износ од цената на автобуски билети во работните денови во месеците во кои ќе се одвиват студиите. По-добар амандман, по-практичен амандман, мислам дека и не можеше да се поднесе од неколку причини. Најпрвин ќе одам со решението зошто одиме, инаку да спомнам за јавноста, владата нуди 6000 денара за превоз на студентите кои ќе изберат таква опција, без разлика од каде се и што се. Ова е тотален аматеризам на кој начин е изработен овој амандман кој е предложен од владата, односно членот кој е предложен од владата, и ние со амандмански интервенции сакаме да ја регулираме оваа материја. Зашто станува збор? Карта автобуска од Радовиш до Скопје изнесува 400 денара. Од Скопје до Радовиш 400 денара. Тоа се вкупно 800 денара одење, враќање на еден студент од Радовиш во Скопје. Сега, го зимам максималниот број на денови, да сметаме дека тој месец ќе се одвиват 22 дена настава. Верувајте, тоа не е така. Има државни празници, имаме ситуации кога нешто се случува, имаме денови кога нема активности на факултетот, цената ќе падне, меѓутоа еве максимално 22 работни дена по 800 денара. Знаете колку е? 17600. Како мислите со тоа што ќе ги дадете на студентите 6000 денара да ги покријат трошоците за превоз? Тоа е невозможно. Едноставно не ви е направена никаква пресметка. Зборуваме за анализа, зборуваме за финансиски импликации, зборуваме за буџет. Ако студентот патува со полно такси, цената е уште поскапа, со сопствен автомобил уште поскапо. Како ќе стигне он до Скопје? Истото важи и за студент кој патува Охрид, Скопје, Охрид. Повратен билет 730 денара, 850 денара, зависно од автобуската компанија. 16.000 денара месечно, 18.700 денара месечно, зависно со која компанија ќе патува. Како ќе покрие студентот од Охрид цена за превоз со вашите 6.000 денара? Сега парадокс. Велес, Скопје, Велес, со воз, 180 денара е повратна карта, 22 дена, 3960 денара. На овој студент ќе му останат вишок пари. Немате нивелација, господа. На овој ќе му остане вишок пари, на студентот од Велес, на студентот од Радовиш треба да се позајмува. Ова е дискриминација. Ова е лошо законско решение кое вие го нудите, а ние што викаме? Платејте им ги автобуските билети. Колку дена ќе одат? На настава толку. Многу рационално решение. Ако не го прифатите, вие работите спротивно на рационалното размислување. За сместувањето. Повторно, на некој му текнало 6000 денара за сместување. Почитувани, отворете, имате агенции за сместување,
Со 6.000 денара во Скопје, барав од 3 агенции, ми излезе само еден коректен стан и неколку вон стандардни станови, односно соби за сместување. Во такви ли услови треба да ги сместиме студентите? Реалната цена на пазарот во Скопје за гарсонjera и едноособен стан ви се движи од 150 до 250 евра. Ако веќе зборуваме за ковид мерки, во гарсонjera не може да ставите 2 студента, исто како што планираме да не ставиме 2 студенти во соба во студентските домови. Цената на поголемите станови во Скопје ви е од 250 до 500 евра, зборам за двособни, трособни станови. Во тие двособни, трособни станови ќе влезат 2-3 студенти. Со 6.000 денара не можат да покријат трошоци за сместување. Што предлагаме? Овде предлагаме место 6.000 да биде 9.000 денара за сместување на студент во стан. Зборувам за некои нормални услови на сместување. Тоа е цената на сместувањето во Скопје. Верувајте, студентите кои се во другите градови, со оглед на околностите, нели сите дојдовме во Скопје и на некој начин тука има притисок врз становите од разни аспекти, меѓутоа цените ви се многу помали и ќе имате помали трошоци. Затоа што е регулирано нели со договор, на нотер, заверено, да се плати соодветно данок и така натаму и така натаму. Тоа е уште еден проблем. Значи, согласно членот 1, ние предвидуваме овие договори кои ќе исклучат студентите и луѓето кои изнајмуваат стан да одат на нотер. По автоматизам тоа ви се трошоци за нотер, по автоматизам сакале некеле морате да ги пријавите во УЈП и да платите 10% персонален данок. Тој што го издава станот, по автоматизам цената на станот уште толку ќе иде нагоре. Имаме реален проблем. Не бараме 10, 100, 200 илјади. Не бараме луксузни хотели. Бараме пристојни услови за студентите да се сместат, да можат, кога веќе нудиме настава во живо, комбинирана настава, да им овозможиме некои нормални услови. Нема да ќарат студентите од овие пари, едноставно само ќе бидат сместени. Сите пари одат кај тој што изнајмува стан. Воопшто не станува збор со овие 6.000 како студентите ќе покријат како ќе покријат месечните трошоци за храна. Во во студентските домови какви такви 3 оброка следуваат. Овде плюс трошоци за исхрана. Мислам дека предлагаме многу рационално решение кое треба да го земете сериозно во предвид и чисто за јавноста. Еве, финансиските импликации на целиот овој закон, вие како го предлагате, се 700.000 евра. Верувајте, со тоа што го предлагаме, нивелација на транспортните трошоци, ќе се искомпензираат трошоците. Може би ќе има нешто покачување. Со мерката од 6.000 на 9.000 се зголемува трошоци за 30%. Тоа е најлошото сценарио. Верувам дека ќе има и многу договори кои ќе бидат со помала вредност и автоматски ќе падне цената. Најлошото сценарио ја кошта државата 230.000 евра. Ке ми извинете, во ситуација кога се задолжуваме 1 милиарда евра, во ситуација кога денес на дневен ред е ново задолжување од 90 милиона евра, да не можеме да издвоиме 200.000 евра за студентите, па ќе ни бегат, драги колеги. Ништо не правиме за нив. Тоа е. Благодарам.